Продолжуваме со акцијата на собирање идеи од граѓаните за граѓаните, кои што ќе бидат составен дел од буџетот за следната година. Денеска сме овдека со Боби и со луѓето кои што се дел од администрацијата на општина Газибаба, да видиме како тука се одвива оваа акција. Практично оваа акција ние ја именувавме биди дел од промените што иднина носат, затоа што секогаш ВМРО ДПМН како политичка партија покажува еден вид нов пристап кон управувањето на институциите, така и оваа акција која што за прв пат се случува во Македонија од незината самостојност до денес, едно транспарентно, отчетно работење, најпрво со отчетите, а сега и со ваквиот начин на транспарентно собирање на идеи. Повеќе од 450-460 идеи во текот на вчерашниот ден се собрани. Дел од тие идеи ќе бидат вклучени, инкорпорирани практично во буџетите за следната година во општините, што не прави задоволни, бидејќи навистина гледаме еден интерес кај граѓаните да бидат дел од промените кои што ќе донесат иднина. Продолжуваме и следниот викенд, денеска и следниот викенд, саботата и неделата. Општините ќе бидат отворени од 11 до 14 часот за граѓаните кои што ќе сакаат да предложат идеја која што би била составен дел од буџетот за следната година на општините. Истото може да го сторат и на веб страницата budget.mk и таму ќе можат да аплицираат, да пријават идеја и потоа се разбира дека дел од тие идеи општините ќе ги вклучат во буџетите за следната година. Овде во Газибаба ќе има многу проекти, кажа Боби, кажа градоначалникот. Имаме нова градинка во Трубарево, имаме спортска сала во Булачан, имаме многу канализација, фекална, атмосферска, имаме многу улици, повеќе од 30 на улици кои што се предвидени за следната година и на тоа како додадена вредност се идеите на граѓаните. Така што продолжуваме да иновираме, продолжуваме со транспарентно и отчетно работење, бидејќи граѓаните заслужуваат да донесеме иднина, дека не сме сите исти. Ова покажува и ние како ВМРО ДПМН сме партија која што секогаш го слуша народот и работи за интересот на народот. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете, поставете. Вчера последното сообщение на МВР во однос на случајот што се состојбата во Арачинова е дека полицајците не постапиле како што треба и дека тие ќе бидат суспендирани. Вие вчера кажавте дека точно знаете за кои луѓе станува збор. Дали може во однос на нивното сообщение да посочите за кој станува збор? Исто реков вчера дека ќе оставиме институциите да си ја завршат својата работа, а првиот ден кога ние ќе ги превземеме институциите, ќе видите точно за кои луѓе станува збор. И тие луѓе ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Еве, јас ви ветувам, држете ме за збор. Точно знаеме кои се луѓето, кои возила ги возат, како изгледаат, со што се занимаваат, каде се движат и што прават. Првиот ден кога ВМРО ДПМН ќе ги превземе институциите и ќе го превземе Министерството за внатрешни работи, еве ви ветувам дека тие луѓе лично пред вас ќе бидат изведени и пред лицето на правдата. Останувате ли ми идејата за предвремени избори? Поглед на фактот Да. би требало што побрзо да се направи. Час поскоро се потребни предвремени избори за да престане Македонија да губи, да престане македонскиот народ да губи и да трпат граѓаните понижувања од секакви криминални наркобанди кои што шетаат низ Македонија, низ главниот град, кои што мислат дека ако имаат неколкумина на платен список во врвот на МВР, дека поседуваат државата. Ние сме тие кои што ќе се борат и против корумпираните во политиката и луѓето кои што се слуги на овие наркокартели и наркобанди, но и против тие. И тие мора една за секогаш да бидат истребени од Македонија. Ако сакаме Македонија да оди напред, да бидат истребени. Според последниот извештај на статистика, во третиот квартал оваа година растот економски е преполовен во однос на претходниот, мислам дека беше 2,4. Дали ова е резултат само на енергетската и економската криза и кога очекувате да има опоравување и кога ще прогнозите за следниот период во однос на индустријскиот сектор? Ако ја погледате структурата на бруто домашниот производ во третиот квартал, ќе видите дека опаѓање има во сите суштински гранки. Има опаѓање во градежништвото, има опаѓање во трговијата, има опаѓање во преработувачката индустрија. Ако пак го погледате индустријското производство во октомври месец, кој што е прв месец во четвртиот квартал, ќе забележите дека имате пад од 5,3%,
споредено со октомври 2021 година и повторно во трите суштински гранки. А тоа се двоцифрен пад во рударството и вадењето камен, имате повеќе од 4% пад во преработувачката индустрија и повеќе од 9% во снабдувањето со електрична енергија, газ, парија и климатизација. Шокантна е ситуацијата во економијата, не само што нема да го постигнеме проектираниот раст кој што беше предвиден со најпрвен буџетот, а потоа и со ребалансот на буџетот, туку ќе одиме многу подоле, а со тоа ќе се зголеми и бруто долгот на државата и јавниот и државниот долг. И ме прашавте како го коментирам, ова е уште една причина да излеземе на предвремени избори, да понудиме платформа. ВМРО ДПМН има проекти, има политики, знае како, често пати сме ги зборувале во јавноста, да престанат овие, би рекол, неконзистентни политики од страна на владата, народот да престане да губи државата, за да можеме да тргнеме напред. Колку подолго се таму, толку повеќе Македонија ќе губи и толку повеќе ќе губи македонскиот народ. Тоа е суштината. Хрватска, прочитав токму денеска на еден од социјалните мрежи, премиерот Пленковиќ вели рекорден раст на бруто домашниот производ во третиот квартал повеќе од 5%, мислам дека беше 5,2%. Се срамам што овие луѓе ме водат, со овие комедијанти, со скапо платени пиар стратези кои што им викаат да користат лажни епитети за себе како херои и слично, се уште ја водат државата, ја водат исклучиво само со криминал, незнаење и неспособност. Колку поскоро ќе излеземе на избори, толку побрзо ќе тргне на Македонија. Добро, бараше бизнисот субвенционирана струја, и да ја доби, дали ова ќе помогне за припижување на економскиот раст или не? Бизнисот не доби субвенционирана струја. Напротив, од страна на ЕВН, секоја компанија денеска добива писмо со предупредување дека ако не се врати на слободниот пазар од 1 јануари, ќе биде или исклучена, или ќе биде снабдувана по многу висока цена. Ние бевме тие кои што предложија до владата пакет мерки во енергетиката. Првата мерка беше сите компании, јавни предпријатија, кои што се занимаваат со водостопанска дејност, тука се вклучени и пречистителните станици и третманот на отпадни води, да добијат повластена цена, затоа што ако не добијат повластена цена, овие компании трошоците ги декларираат пред регулаторна комисија ќе утврди повисоки цени, а тие цени на крајот од денот ќе ги плаќаат граѓаните и стопанството, односно истиот овој бизнис. И тоа не послушаа. Тука не послушаа, морам да признавам, и тоа го поздравивме. Тие сега добиваат цена од 1 декември 95 евра за мегават сат. Исто така баравме и училиштата, основните и средните, да бидат со регулирана цена, затоа што вака едноставно не може да издржат. И добро е што и тоа не послуша, ја добија таа регулирана цена од, мислам, беше 80 евра, ако не се лажам, по мегават сат. Но се останато што го предложивме, не го прифатија, а тоа беше позиции кои што ќе обезбедат поевтин ресурс за производство во ТЕЦ Неготино и производство во Тето Скопје недалеку од овдека. Кога ќе видите дека Тето Скопје произведува, знаете дека таа струја завршува на слободниот пазар и ја плаќате по 4 до 5 пати повисока цена од таа што ние ја предвидовме. Зошто не произведува ТЕЦ Неготино? ТЕЦ Неготино не произведува затоа што е расипан генераторот, а не затоа што е предвиден ремонт. Така што таа неспособност се манифестира секој ден. Доскоро не работеше блокот 2, немам денеска информација свежа дали е вклучен на мрежа. Блокот 3 во Битола не работи, затоа што трансформаторот не е ни во Македонија, што требаше да дојде на 1 ноември, и така натаму, и така натаму. Има многу проблеми кои што се случуваат, и затоа вие денеска плаќате многу поскапа струја и стопанството плаќа многу поскапа струја од таа која што треба да ја плаќа. Ке потсетам, Бучим не работи и не работи Фени, а не работат и уште многу други стопански производни капацитети, поради тоа што не добиваат субвенционирана струја. Кажав, зборував за индустриското производство, очекувам уште потешка година да биде до крајот и во четвртиот квартал. Четвртиот квартал, според некои прогнози, очекувам да се движи околу нулата, што годишниот раст на БДП ќе го намали околу 2%, што ќе значи најмалку за толку поголем државен и јавен долг.
Претпоставам мислите на приватните превозници кои што имаат дневни разбирања со градоначалничката и јавното сообраќајно претпријатие. Мојата порака и до градоначалничката и до Ковачевски, до премиерот е кога ќе се среќаваат на тие тајни средби во владата да договорат суштински работи кои што ќе им помогнат на превозниците. Затоа што така им помагаат на скопјани. Хаосот кој што се случува, сите тие луѓе ги фрустрира, ги прави нервозни и тоа не е добро. И затоа треба, барем кога ќе се состануваат на тие тајни средби, за кои што потврди Ковачевски, да излезат од тие средби со некакво решение. Изминативе денови во јавноста дел од партиските соработници на Ковачевски излегоа со договорот кој што јавното сообраќајно претпријатие го има потпишано за набавка на нафта. Излегоа против нивниот партиски другар кој што е директор на јавното сообраќајно претпријатие, бидејќи тој е член на централното раководство на СДСМ. И таму, за волја на вистината, погрешно го цитираат членот 3, кај што велат дека има фиксна цена, што не е точно. Ако го прочитате подоле, бидејќи не го читаат до крај или ги мрзи или па сакаат да спинуваат, договорот ќе видите дека цената која ја плаќа јавното сообраќајно претпријатие ја плаќа врз основа на утврдената малопродажна цена на регулаторна комисија и таа се нивелира од ден за ден. Но точно е тоа дека има фиксна цена, но што не содржи овој договор? Овој договор не содржи така наречен рабат или попуст кој што го содржале сите договори на сите минати раководства, дури и во времето на Петар Шилегов и во времето на Коце Трајановски. А тој рабат е 6 денара за 1 литар. Ако дневно, внимавајте ова, троши ЈСП 25 тона нафта, тоа се 25.000 литра. Со овие 6 денара, тоа е 150.000 денара, тоа е 2.500 евра на ден, рабат, попуст. Помножено со 30 дена, тоа е 75.000 евра месечно. Помножено со 12 месеци, тоа е околу 900.000 евра. Еве ги парите за приватните превозници кои што ЈСП им ги должи. Сега овие пари завршуваат кај лица блиски до дуото Ковачевски и Арсовска, роднини, соработници во делот на сметководството кои што секојдневно се наоѓаат во јавното сообраќајно претпријатие и кажуваат кои фактури да се платат, кои да не се платат и така натаму. Ако овие 6 денара беа дел од овој договор, еве ги пари. И кен бевме ние сите скопјани, заштипени од ова што денеска не се случува. Договорот, што ќе кажам? Договорот кој што е потпишан е 2-годишен и вклучува 14,5 милиони литри. Тоа значи рабат од 1,5 милион евра. Еве ги парите. Само не треба да се крадат. Не треба да се местат тендери за резервни делови. За семејството. Треба да се вратат кај луѓето. Тоа треба.